и настрадиновото биволче. Излегол настради ноđa со настрадиница да се шета по битолската чаршија, ама за среќа беше дошол и Тарпео во битола. Настрадин го забележа и Тарпео уште оддалеку и вели на настрадиница: еве го мојот стар пријател и Тарпео, си се шета, ке гледаш сеир како ке го насамарам. А пак Пео не беше избричан, та му поцрнела брадата, така што целото лице беше му ги покриле долгите и остри црни влакна од брадата и мустаките. Кога се доближи Настрадин за да го почне разговорот и вели на својата жена да причака за да се поздрави со пријателот, а потоа застана и додаде со повисок тон, не само да чуе и троманецот, туку и другите присутни луѓе на улицата и дуќанџиите: го гледаш ли Тарпео како се развлекол по овие наши убави улици? Не ти личи ли на нашето биволче? Пео се насмеа на шегата, но не заборави да му стави до знаење дека досега на никого Пео не останал борчлија и дека ќе му врати мило за драго подоцна, а тогаш Настрадин место да се смее ке се лути. По некое време, откако 20 лажливци ја прошетаа битолската чаршија, се разделија, но и Тарпео ја врза во крпче смејата и насамарувањето што му го направи Настрадин ноđa и почна да размислува како да му врати. Не помина долго време и Тарпео пак дојде во битола и почна да шета по битолските улици, де горе и де долу. Мина по неколку пати по улицата, но никако да го пречека пријателот Настрадин. Пео пак се досети и си рече: море чекај да поминам покрај куќата на Настрадин, па таму белки ќе го видам да не се врти по портата. И веднаш се упати кон куќата на Настрадин, ама место да го најде Настрадин, еве ти е Настрадиница, целата вџашена и избезумена, со коските растресени од порта и трча по улицата кој ѓавол на темаго што се вели и удри право на Пеа. Кога го виде Пеа, како да ја огреа сонцето пред неа и почна да ја раскажува белјата што ја снајде: море златен Пео, кој те прати? Тој сполај му што дојде. Знаеш што мака имам, а тој мој обесеник го нема да се врати уште од Сабајле. Седов да го крмам биволчето што Настрадин го прекаруваше на тебе, а тебе на него. Му турив од еден грнец крма во една тепсија и го оставив да лиже, а грнецот со крмата го заборавив покрај него. Тоа место да ја лиже тепсијата, да ти ја пикни главата во грнецот. Та кога гледам, што ќе видам, се задишало внатре, па сега не можам да му ја извадам главата од грнецот. Кога го слушна тоа и Тарпео си рекол во себе: а пресполај му, кога сака тој сам ќе ми ја нареди, иако се позабави, ама сега пак ќе го суредам и биволчето, и Настрадиница, и Настрадин ноđa, си рече и почна да ја теши Настрадиница со зборовите: сега јас таа работа ќе ја средам Настрадиница. Јас на колку биволчиња и грнчиња сум им помогнал, а да не мислиш дека само ти имаш биволче и грнче, како ќе ти се најде прирака тебе и на мојот стар пријател, а ќе си сторам уште еден себап на душата. Арно море Пео, ако го направиш тоа добро, ќе те земам како брат. Оти ќе ме спасиш од кавгите со Настрадин ноđa. Како не ќе те спасам, мила сестро, барем е тоа лесна работа. Дојде и Тарпео дома кај Настрадин ноđa, го зеде сатарот, биволчето и едно трупче и вели на Настрадиница: држ го ова трупче и клади му го на биволчето под грлото. Скроти го малку, а јас за час ќе дојдам откако ќе го наточам сатарот, за да не го мачиме многу биволчето. Викна Пео, го спасивме за да не се мачи кутрото биволче.
И вчера едно вака спасив го Филиан село. Морарно пеа, ми го спаси биволчето. Туку гледај сега некако да го спасиш и грнецот. И тоа е лесно на страдиница, од тоа нема полесно. И тоа ќе го сторам. Ич не му се думај, ќе свршам работа и со грнецот. Како лесно препеа, и грнецот ми е важен. Море кога ти велам ич да не му го береш гајлето, туку дај малку дрвца, малку сол и вода. Ке му ја свариме главата и мевце по мевце ке му ја извадиме главата и ке го спасиме грнецот. Се растрча на страдиница низ куќата, зеде сол, зеде вода, го запали огнот, се свари месото, а падне и ручекот. Се најадоа двајцата со Пео, а Пео пак задоволен од направената услуга на настрадиница, ја накриви валаницата и почна да мрда со долгите мустаки. Ами Пео, на биволчето сега што да му правам? Море остави го ти биволчето кога го спасивме грнецот. Не барај повеќе, зарем не гледаш каде се кучињата, ами намин од згора што велат Мариовци, еве ти го настрадин како порачан и кога го виде Пео побрза. Овој пес да го насамари, оти и тој порно не му мисли, па оддалеку му довикна: ту мори на страдинице, кога да го видам тој Пео толку ми е мил, тики на црно биволче ми личи. Си помисли Пео, ки ти текнува од сега натаму уште повеќе, оти го заклав јас, а од милост дури и солзи ке порониш. Кога настрадиница го виде Настрадиноџа, почна да вика: Настрадине, Настрадине, перикјатва сан, што го сретнав Пео, да ми го спаси грнецот. Како перикјатвар сан на Пеа? Зачудено ја праша Настрадин и самиот си помисли дека ова Мариовско џере му има смислено нешто. Настрадиница му кажа се поред дека Пео како стар пријател и направил голема услуга. Се налути Настрадин во себе и си рече: нема спас од тој Пео. Глава не можам да кренам.